Добро, имавме состанок со претседателот на Австрискиот парламент, разговаравме за актуелната политичка состојба во државата, ги пренесовме нашите позиции, нашите гледишта. Од негова страна исто така беше пренесена заложбата за она кое што го слушаме во последно време, а тоа е се поизвестната можност, да Македонија го отпочне процесот на интегрирање кон Европската унија. Ние кажавме уште во 2009 година е првиот позитивен извештај од страна на Европската комисија дека во Македонија постои консензус по тоа прашање, дека тука апсолутно никој, нити граѓаните, нити политичките субјекти, релевантните политички субјекти имаат дилема, дека Македонија требаше многу порано да го отпочне овој процес и веќе да биде дел од европското семејство, но тоа е што е, така што очекуваме што поскоро да отпочне тој процес на интегрирање. Добро е што следната влада предводена од ВМРО-ДПМН и официјално ќе го води тој процес, за да не може да ни се случува тоа што ни се случуваше овие 3 години со владата предводена од СДСМ и Зоран Заев. Но исто така од наша страна беше пренесена загриженост од однесувањето на СДСМ, луѓето кои што криминалните групи кои што се блиски до СДСМ, злоупотребата на обвинителите, на судиите. Знаете, вчера ваш колега беше осуден. Не верувам дека тоа е европско однесување. Истовремено беше запален и билборд, практично демократијата во Македонија беше запалена, се палат билборди со критичка содржина, се осудуваат новинари кои што се критичари на власта, се осудуваат и напаѓаат медиумите кои што се исто така критичари на власта. Практично имаме една ситуација која што личи на се, само не личи на држава која што сака да биде дел од Европската унија. Но добро е да отпочнат овие преговори и добро е овие преговори што ќе ги води нова влада, способна, амбициозна влада предводена од ВМРО-ДПМН и да ги приврши тие преговори успешно и што е можно побрзо, споредено со тоа што би го направиле капацитетите на нашиот политички противник. Волфганг Соботка денеска го поддржа законот за јавното обвинителство. Според вас како партија тој е донесен на насилен пат. Разговаравте ли за ова? Да, разговаравме, исто така му го пренесовме и трас методот на носење на законот за јавното обвинителство. Се договорив со Јово и сличните методи како се носат овие закони. Пренесовме дека тогашниот председател на владата практично не го негираше тоа однесување, туку го потврди истото тоа однесување. За прв пат слушнал господинот Соботка, навистина бевме чудоневидени дека ова беше за прв пат информација која што е слушнал. Исто така за прв пат слушнал дека имавме повторено гласање, најпрво 74, па потоа по некој чуден метод се поништи тоа гласање, па имаше 80 пратеника потоа. Беше видно изненаден од тоа што го слуша. Истото тоа го пренесуваме и до другите дипломати за ова трас судство и обвинителство кое што во моментот се случува во Македонија, како се гази и пали демократијата во Македонија, така што останува на тоа да ние се бориме за вредностите за кои што сме се бореле сите овие години од постоење на ВМРО-ДПМН, да се бориме за вредностите на организацијата на ВМРО кои што постојат од многу одамна, така што е од наша страна, ние само сакаме објективно и навремено пренесување на реалноста. За жал, очигледно дека не беше таа реалност пренесена онака како што таа реалност и постои во државата. А како реагираше во однос на вашето несогласување со нотациите од европскиот извештај дека има напредок во сите три области, во реформите на судство и администрација? Па видете, јас сум пред се универзитетски професор и педагог. И кога како човек го слушам она трас се договорив, или овој знае, тој знае, или па оно рекетирање кое што е поврзано со една веќе поранешна телевизија, верувајте ми, не можам да седам мирен и да речам дека тоа е така. Па како сака нека извештај. Тоа се вредности кои што јас не можам да ги поддржам. И тоа е конечна и лична моја одлука е како председател на ВМРО-ДПМН да се спротивставам на таквите лажни вести. Не можам да кажам дека е реформирано судството кога видовме како тоа се реформирало по методот трас. Така не се реформира судство. Не се реформира судство со 74 пратеника, па потоа се поништува и се носи со 80 пратеника. Тоа е лош пример за моите деца, тоа е лош пример за вашите деца и внуци. Тоа е лош пример за генерациите кои што доаѓаат, затоа ни се празни државата. Тоа не можам да го поддржам и никогаш нема да го поддржам.
Од програмата имате најавено, мислам дали во новата програма имате програмски определби за реформи во правосудството и во јавното обвинителство. Ударна ќе биде темата, број 1 ќе биде темата, реформи во судството, правосудството, обвинителството и реформи во политичкиот систем. Тоа ќе биде ударна тема, бидејќи куќата се гради од темелот. Ако темелот е разнишен, ние можеме најубави проекти како што ги презентираме, споредено со оној што го презентира владиното мнозинство во моментот, односно владеачката партија СДСМ, она што ние го презентираме, за да биде на здрава основа, мора да имаме здрав фундамент. А фундаментот здрав е ако имате здрав и функционален правосуден систем. Огромна група на експерти работат, уште не е готов тој дел. Последниот конечниот датум е 10 март, кога треба да имаме конечната верзија за реформите кои што ги предвидуваме и благовремено јавноста ќе биде информирана за тоа за кое што ние како ВМРО-ДПМН планираме. Но секако не трас судство, не Луи Витон обвинителство, не Сваровски судство, туку вистинско судство во кое што граѓаните ќе имаат доверба, а не судство во кое што граѓаните на анкетите ќе велат и ќе даваат оценка од 1 до 5 единица и не судство во кое што ќе се разочаруваат граѓаните и ќе ја напуштаат државата. Навистина планираме сериозни историски реформи, пред се ослободување од влијанието на политичарите. Зошто? Ако ме прашате, затоа што сме луѓе без концесија кои што влегуваат во оваа работа, немаме потреба да бидеме во владата за да нашите адвокати им даваат насоки на обвинителите и судиите какви обвиненија да пишуваат и какви пресуди да носат. Едноставно сме влезени затоа што ова е историски момент за оваа држава и за овој народ. Од оваа точка нема враќање назад. Не смееме да дозволиме ниту ден повеќе СДСМ и Зоран заедно. Врховниот суд исто така апелира до политичките партии да престанат со притисоци врз Врховниот суд. Дали се препознавате тука некаде дека вие сте дел од онаа политичка елита која се обидува да врши влијание во судија? Па јас искрен да бидам, не познавам никого од Врховниот суд, ниту пак со некого сум комуницирал во Врховниот суд. Ниту некој дошол до мене за да комуницира, но слушнавме кој е тој со трас методите, се договара вака или онака, дека ќе важела една судска одлука од тогаш до тогаш, тоа било важно за ова, тоа било важно за тоа и сум засрамен. Се како да зборуваме за повеќе, зборуваме за политичари кои пледираат повторно да ја водат најодговорната функција оваа држава. Зашто зборуваме ние? За какви притисоци зборуваме? И не треба се генерализираат работите. Се знае кој е тој кој што вршил притисок. Јас не познавам, еве нека каже еден врховен судија кој што имал контакт со мене. Еве, веднаш сум подготвен да сносам одговорност. Неофицијална, официјална порака, СМС било како. Еден врховен судија, дали имал контакт со мене или со некој близок кон мене. Нека дојде и нека каже. Јас имав разговор со Христијан, директен, индиректен или со некој не постои така. Ја не ги знам ни имињата тие. Господин Мицкоски, дали има воопшто услови за организирање фер и демократски избори според вас? Видете, повторно ќе кажам, вчера се осуди новинар кој што беше критичар на власта. На дневна основа се напаѓа медиум кој што е критички кон власта. Се палат билборди со содржина критичка кон власта. Имотот на најголемата политичка партија во државата е нелегално замрзнат и не може најголемата политичка партија да располага. На дневна основа се вработува илјадници луѓе, за да денеска слушнеме лицемерно се каже и се закани на администрацијата дека десетици илјади луѓе ќе бркал ако дошол повторно на позиција за да одлучува за таква работа. И можам низа случаи да ви ги редам каде имаме злоупотреба. Но тоа нема да не спречи да историски ги поразиме на овие предвремени парламентарни избори и ќе се бориме, како што кажа во една прилика, до крај. До крај, ни милиметар нема да се повлечеме. Но ако продолжат на ваков начин да се однесуваат, да знаат дека ќе најдат на отпор, сериозен отпор, отпорот од народот, да не си играат со народот. Како напредува конципирањето на листите? Па во вторник имаме централен комитет, викендов горе-доле ќе бидат познати пратеничките листи, привршуваат преговорите со коалицијата, така што мислам дека ќе има јавноста можности, еве веќе во во вторник да има и деталната содржина на предлог пратеничките листи. Нормално ќе чекаме да Државната изборна комисија ги потврди. Ви благодарам. Убав ден.